Не сме зубави цели овдека, после толку години депонијата е запалена, она што можеме да го видиме на терен е неподнослив мирис, исто така и голема загаденост. Кога ќе се реши ова, разговаравте ли претходно со локалните власти, што велат тие? Кога сме разговарале со локалните власти за овој проблем, тие секогаш ни ветувале дека ќе биде овој понеделник, тој понеделник, другиот, третиот, четвртиот, значи секогаш цело време лажеле и преварале. Значи многу ми е жално што користам вакви зборови на уживо на телевизија, но тоа е што е. Сега на крај, значи требаше да се очекува да се запали депонијата, требаше да се очекува да се загрозуваат животите и здравјето на стотици илјади граѓани, па да почне финално, значи со исчистувањето на депонијата. Како што кажав и на мојот говор, значи ние ќе го следиме целиот процес ден по ден и ги повикуваме истовремено и медиумите повеќе да се ангажираат во ова, пошто ако ова ѓубриште не завршува каде што треба, каде што на некоја адекватно место, ќе се отвара некоја друга дива депонија, па пак од почеток треба да почнеме. Значи многу е важно и медиумите и граѓанските организации, секој граѓанин има должност и според законот и според таа човечна страна, секој граѓанин има право и должност да се грижи за животната средина. Па затоа кога ќе видите дека некој камион се испразнува на некое место, не е важно дали местото е ваше или не. Објавете, пријавете, пошто вака почнуваат диви. Овој почна со еден мал камион, па порасна толку. Кога е тука оваа дива депонија? Па барем последниве 10 години тука е. Значи се движи од оваа страна на таа страна на мостот, зависи од градоначалникот. Значи претходниот градоначалник проблемот, извинете, поради лошиот воздух, да, претходниот градоначалник го премести од таа страна, значи на сегашната депонија, каде што е и железничката станица, и го донесе тука, при тоа нагласајќи дека го решил проблемот. Значи проблемот не беше решен, само што го преместија. Затоа сакаме да се осигуруваме дека оваа власт, сегашната власт, нема од тука да ја премести негде друго. Ова мора да се реши. Значи еднаш и за секогаш мора да има подобро менаџирање со отпадите и со ваквите работи. Кукава е загаденоста моментално со оглед на фактот дека за време на зимскиот период е огромна, барем во Тетово и според Гардијан бевте на првото место, ако не се лажам. Кукава е загаденоста моментално, што велат граѓаните, што велат жителите на Тетово и претежно на овој регион дека што се наоѓаме ние? Да. Као прво, значи Гардијан пишуваше за загаденоста во Тетово и нивните извештаи беа од 2013 година, не беа од 2016. Тоа е многу важно да се истакне. Друго, значи по затварањето на Југохром па наваму, загадувањето се намали до 60%. Ние сме објавили такви бројки и тие бројки не ги измисливме ние, но тие бројки излегоа од мерењата што ги врши Министерството за животна средина. Ова лето, значи пред да се случи ова што се случи, загадувањето беше некаде во некоја нормална 60 микрограми, 80 микрограми, значи не беше ништо страшно. Откако се запали депонијата, барем вчера видовме да се покачи до 180 па и 200 и нешто микрограми. Значи тоа е чист знак дека палењето на ѓубрето, корењето на ѓубрето и ваквите индустрии кои не го почитуваат законот и уставот на Република Македонија го загадуваат воздухот на граѓаните на Република Македонија. Значи да не мислат луѓето кои седат дома и сега не гледаат дека ова е некоја наша битка на некои граѓански организации. Ова е нивна битка, ова е битка и војна на секој граѓанин кој живее, кој дише, кој се развива, кој има деца, кој има било што. Значи не е само наша битка да ја водиме. Мора со сите сили, значи низ цела Македонија, не само во Тетово. Ние сме среќни што гледаме дека се почна да се чисти и многу бевме среќни кога се затвара Југором, пошто бројките покажаа дека оние се најголемите виновници, но сепак сакаме низ цела Македонија да видиме државата да работи попосветено за да граѓаните на Република Македонија имат подобар живот, подобро здравје.
С оглед на фактот дека вчера излегоа информации дека овој отпад овдека е канцероген, колку е загрозено на здравјето на граѓаните? Па според докториве, значи лекарите што се прогласија низ медиуми, за ова треба да чекаме да видиме какви последици ќе имаме. Значи последиците од саботата и неделата не се ништо од тоа што се очекува. Не сакам никого да заплашам таму што не гледаат сега дома, но мора да се предупредуваат дека треба да вршат некои контроли, особено граѓаните на Тетово, поради тоа што според лекарите, значи последиците ќе се појават наскоро или и по подолго време. Сега одите пред општината, зошто? Ќе им залепиме во влезната врата стикери каде што е напишано членот 218 од Кривичниот законник на Република Македонија, каде што пишува дека секое лице или институција што го загрозува животот на граѓаните со загадување, при тоа загадувајќи го животната средина, треба да се казни со затвор од 4 до 10 години. Сакаме таа слика да им седи пред лице секој ден кога ќе влагат и кога ќе излагат од општина. Ќе залепиме повеќе од 30 такви стикери, не само едно.